Почитувани ви посакувам добар ден. Почнуваме со емисијата Очи во очи на телевизија 24, а оние кои ја следевте вчера и учествувавте, всушност можеме да ја продолжиме на некој начин вчерашната емисија, имајќи предвид дека вчера дискутиравме за годишниот извештај кој беше објавен од омбудсманот, односно народниот правобранител, каде што најмногу забелешки имаше на јавните служби. Извештајот се однесуваше за минатата 2024 година, а денеска пак беше објавен извештајот, односно денеска од страна на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во темата кратенката КСЗД. Беше објавен исто така извештајот за минатата година, а по однос токму на дискриминацијата. Овој извештај покажува дека речиси 80% од утврдените дискриминации, односно дискриминатори, најчестите дискриминатори се државните институции. Односно, органите на управата, општините или предпријатија кои вршат јавно овластување. Што значи дека од една страна, и тоа и беше укажано токму и од Игор Јадровски, член на КСЗД, од една страна граѓаните најчесто токму тие институции, државните институции ги охрабруваат да пријавуваат дискриминација, особено кога се случува во јавниот сектор, а од друга страна токму тие се и најголемите дискриминатори, државните институции, што е на некој начин и контрадикторно, а можеби затоа и охрабруваат, знаат како е кога се дискриминира, па знаат дека не е добро, а потоа велат ајде пријавувајте, а токму пак проблемот е и во тоа што бројот на пријавувања, односно на оние кои се осмелуваат да пријават е многу мал. Така да, ова е клучниот дел од темата за денеска и токму затоа и кажав дека е на некој начин надобрзување на вчерашната, каде што го имавме народниот правобранител и исто така забелешки на јавните служби од страна на граѓаните. Тука пак во извештајот гледате државните институции, со тоа што на ова презентација денеска се обрати претседателката на државата, Гордана Силјановска-Давкова, која ја направи паралелата, вели дискриминатор били омбудсманот, кој не ја почитувал правичната застапеност. Ова не е изјава на Силјановска, туку на Лимко Бејзаровски, претседател на комисијата, при што не потенцираше која етничка заедница била дискриминирана. Меѓутоа, претседателката Силјановска пак очекува активен уставен суд, затоа што според неа дискриминацијата не треба да се дозволува, односно треба да се санкционира. Еве еден дел од нејзината изјава, вели, цитирам, слободата и правата не се државен подарок, ниту ги влечеме од уставот, туку без нив не можеме да се реализираме. Право да биде реализиран како суштество има секој, без оглед на припадноста. И токму затоа таа уште подвлекува дека пред уставот и законите мора сите да се еднакви и дискриминацијата не треба да се дозволува, односно треба да се санкционира. Дополнително на ова или во комбинација, имајќи предвид дека 80% од дискриминаторите според овој извештај, најчестите дискриминатори се државните институции, значи дополнително на ова, а основ за дискриминација, кој е, се представки токму по однос на националната или етничката припадност, каде што најчесто стои политичко уверување. Еве го и партиското. Наши, ваши, овие, оние и така натаму, и дискриминација по сите основи. Впрочем, се чини дека дали е некој, односно на родова дискриминација, машко, женско, што и да е, најмал проблем. Најголемиот проблем е очигледно, значи, етничката, политичката провиниенција, така да кажам. Тоа е клучниот проблем и тоа затоа го гледаме и на дело секаде. Мислам, практично тоа си е
не само востановена, туку и по сите образци, да не кажам и законска веќе регулатива, се знае кој како доаѓа, партиски кадрови става, јавни места, јавни позиции, директори, министри, ако треба ќе отвори дополнителни места, заменици, вице-премиери и така натаму, и ги става своите и јасно клучот е токму тоа своите. Етничко, партиски, кој да е друг клуч, во секој случај, што во принцип може би не е проблем, но исклучиво пред се, односно приоритетно, пред да се воопшто обрне внимание на стручноста, компетентноста и сето она што треба да биде неопходно за таа позиција. Туку клучниот момент е токму тој. И затоа еве доаѓаме и до тоа. Државните органи, 80% најголеми институции, најголеми дискриминатори, па токму еве ги и основите. А повторно пак контрадикторноста во целата ова приказна, освен што укажуваат на тоа пријавувајте дискриминација, па се трошат и пари за секакви пораки, кампањи и така натаму. Зборовите може да повредат и слично и такви работи, кои веќе, мислам, од тие државни ги финансира, на нив и мислам, за другите секако секој има право кој сака. Токму спроведуваат дискриминација и токму по етничка, национална, односно партиска, политичка припадност и при тоа згора на се зборуваме и за нивните изуми, пронајдоци, од типот на балансери и слични други очигледно неуспешни, односно успешни само во спротивна контра насока, освен ако не била тоа и намерата, токму за неизбалансирување. Така да, се она што барем декларативно било презентирано и како модели и алатки, како и да се нарекувале, и сето она што се кажува, повторно велам, ова е само едно размислување во контекст на извештајот. Јас се повикувам на она што извештајот го вели. Ако затоа земете го со резерва, ако ова не е точно 80% не се или не се воопшто, тогаш паѓа и сето ова во вода. Но ако е вака, тогаш еве токму еве го поводот за да се отвори темата. Пријавувајте дискриминација, ние дискриминираме. Ке балансираме, ние дебалансираме. Доктор Джекил, мистер Хайд. Ма не, и тоа е ништо ситница, тоа се две личности. Ова се мултитаскинг, мултиперсоналити. се. И дискриминираат, и дедискриминираат, и балансираат, и дебалансираат, и сите еднакви, и никој не е еднаков. Освен тие самите таму што се еднакви пред сите, и по плати, и по привилегии, и по се. Повторно велам врз основа на ова што извештајот го вели, ако не е така, тогаш не може ниту да се извлекува овој заклучок. Ете ја, значи, денешната тема, но токму затоа и дискутираме, токму затоа и ја поставуваме, за да продискутираме што мислите вие, затоа што ова се, како, впрочем, и повеќето извештаи, односно, барем во овој или вчерашниот случај, извештајот на Народниот правобранител и на ова за спречување на корупцијата, извештај врз основа на поплаки, односно пријави на граѓани. Така ете, минатата година во комисијата пристигнале, да речеме, 405 представки, најголем број лично биле поднесени и, еве, според бројот на поплаки имало најмногу од македонци, па по нив се албанците, па следат и други националности. По однос на пол и мажите и жените подеднакво пријавувале некаков вид проблем. Значи, гледате, по однос на етничкиот момент, според етничката припадност, сите националности пријавувале дека се дискриминирани. И тоа е показател, значи нема пријавување од една етничка заедница дека се дискриминирани од друга или од други. Односно има, меѓутоа има од сите. Овие
ги дискриминираат и македонците, и албанците, и така натаму, сите, мислам, на тие кои пријавиле. И при тоа, сето тоа е адресирано на, според извештајот, 80% на државните институции. Односно, како што кажав понатаму, органите на управата, општините, значи локалната самоуправа, и секако доаѓаме до предпријатијата јавните, односно с кои вршат јавни овластувања. 60-91-924-925, тебе да почнеме. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Поштовање, господин Исто така ве поздравувам, повелете. Голем поздрав до вашата екипа. Ви благодарам, еве. Вака сега ќе ти кажем отворено, ти убави анализи даваш, ама све е гола вода, Вицо. Све е джабе. Убави анализи. Озбилно ти кажам. Ви благодарам. Барем нешто да е убаво, ако е се гола вода. Дали се сеќаш на пратеникот Митко Атанасовски од ВМРО, првиот состав? Ме подсетивте сега, да. И врапчињата вика ги знаат тие извештаи. И врапчињата. Дали има нешто да се направи нешто во овие 3-4 години? Омбудсман беше и Меджити, па за правда, па го фатија со криминал. Овие исти приказки што ги кажа госпожата Димитровска, ги кажуваше Ивановска, дали е нешто преземено во тој контекст? Отара, ништо. Зато викам, и врапчињата го знаат. Па антикорупцијска ете извештај исто не ви. Све. Значи ништо не само ќе дојде омбудсманот, мислам дека како се каже овој е сега Насер Зибери. Насер Зибери. И што се? И него мандатот иджат ме мети, таа мислевте на претходниот. Да. Уште една година колку му е мандатот, дали е нешто преземено? Па ние дискриминирани сте 33 години, почнувајќи од името. Не е тоа дискриминација некој да ти го смени името? Дискриминација е. И се презема ли во тој поглед? Корупцијата дали е соцрена? Не е соцрена. Дали е преземена нешто? Не е тоа дискриминација? Во сите сегменти ние Македонија не дискриминирани. Све е тоа џабе, тоа име да пополна тамо пред кого дава точе да еве ние дадовме извештај, еве ние. Царски ред само да ги снема од ова политичка сцена овие три партии. Само пак ќе речем некој нека ме чуе. 10 години од Словенија ни КЗС ни треба, ни омбудсман, ни мумбудсман. Царски ред. Па да видите како ќе се. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало, добар ден, господин поздрав, исто така, повелете. Фала, поздрав до Фреди, поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете, да. Мислам дека господинот погрешно ги сваќа дискриминацијата. Не е дискриминација, ако се, мислам, Северна Македонија, не е дискриминација луѓето. Се работи за дискриминација на луѓе и на нации, не се работи за тоа се договарало, преговарало се дошло, не е дискримина, па се македонците се викаат, меѓутоа живеат во Република Северна Македонија, да му објаснат некаде е тоа дискриминација, не ни го наметнале со сила, се разговарало, се преговарало и се дошло, тоа ми одзема малце време. Да ви кажам, господин Су, јас дам дека дискриминацијата постои. И меѓуетничка, и ќе постои, меѓутоа е намалено. Прошлата влада нема да фалам никого. Меѓутоа дискриминира, може би, ама повеќе се чувале, се пазеле, мислам дека јавно вака како што е сегашната влада. Че го зборувам од моја гледна точка, може би не е точно. Оваа влада сега на секој начин гледа да дискримина или партиски, или меѓунационално, и од националност, пример, албанците не ги дискриминираат другите албанци, дуи и овие вреди. Така да сега е врвот, мислам, на дискриминацијата во Македонија. Со оваа влада. Со доаѓањето на Христијан Мицковски, па и Тошковски вам гледаш. Се апсат некои други, без никакви докази. Тоа е дискриминација. А што кажате вие дека во бракот има, меѓутоа сега знаат, жените ни мржат, па ќе си замине и готово. Нема да дискриминиран, не сака никој да биде во тоа дискриминиран. Целта ми е да завршам тука, вижте, време истекува. Оваа влада треба малку, господин Исо, да се освестат дека сите сме еднакви пред законот, сите сме еднакви, луѓе сме, партиски, верски, сика поздрав. Ајде, немам време. Благодарам, поздрав до слушање. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Здраво. Здраво, повелете, да, се слушаме.
Како се викаше на словенцана? Марта Кости или како беше, не? Да, па добро, за тоа дека не може да гарантира, предпоставувам. Односно ЕУ не може, не таа. Тоа, у кој ранг спаѓа тоа нејзиниот говор? У ранг на унапредување на човечки права, односи и чудеси? Но добро, таа не фали дека сме одличен пример на напред. Немој толку да ме палиш, знаеш како беше, немој да ме браниш толку. Аман, молим те, не ме брани толку, значи, аман не ме брани толку. И, извини, малко изненажение има тука, па... Аха, добро. Значи, таа Марта Кости, како ја викат, немам појма, да ти кажам искрено, не ми е ни гајле. Да, добро, да, еврокомисарка за Западен Балкан за прошо време. Ја не знам ни како да... Дека нема, не може да се гарантира дека нема да има нови барања и ако се спроведат уставните измени. Да ставам у трансгендер или како да ставам, не знам уште да ставам, не зе. Значи, таа истата, ако она не е лично, нејзините претходници, а она само од континуитетот да држи на девалвирање на нас македонците. Значи, апархеидот што ни е нанесен овдека, ете дури се дава коментар дека и омбудсманот, тој што треба да те брани, тој прв те напаѓа. Ама, затоа што е од рамковника, гледам некои тука апологиети на ова предавнички размислувања, па што не се пишат грци нешто бугари. Пишете се, тргнете се од тука, што барате од држава Македонија, ако сте, ја ќе пукнам од мака, роден македонец, да се девалвирам, да се правам грк или бугарец. Ќе се обесам, живи мајка ти кажувам, не можам да ги разберам луѓе како бранат нешто што не треба се брани. Абе не сме ние Руанда Уганда, абе ние сме учен народ, разбираме што е. Така, истече времето и благодарам до слушање. Поздрав, добар ден за следниот гледач. Повелете, добар ден, дали се слушаме со некого? Да, повелете. Добар ден. Вие сте, повелете, да. Се слушаме. Да, повелете. И дискриминација ние самите вршиме во себе, викаме ние македонците. Ние ето тоа свој збор дискриминација. Зошто? Ние сме северни граѓани. Како може се да ме прекрстуваат во македонец, да ме враќат назад? Сите што се јави е синка, ние македонците. Како може да врши дискриминација? Ние северните граѓани. Таа Марта Коска. Но што мислите тука под тоа? Северните сите, значи сите етнички заедници, така? Сите? Да, ние северните граѓани. Точно, па така стои. Добро, да, албанци, македонци, мислам се... Нема албанци, нема македонци. Сите северни граѓани. Добро, граѓански концепт, добро. Тоа треба да се почитува. Граѓански концепт, да, добро. Ако не, да се преправиме наново како што бевне. Се одедно припаќаме, ама не е како што е кажано, него обратно. Ние македонците. Хајде за албанците тие си се викат, никој не ги спречува. Ова е катастрофа. Од овај речиво народниот програм цел никако фајде. Кај е резимето негово? Кај е да излези, олку предмети рапчисти. Олку предмети се вака направени. Толку предмети се поднесени. Олку се решени. Олку се во минус, олку се во плюс. Дискриминација. Артан Груби во политички систем. Од 300 вработени, 296 беа албанци, 4 македонци. Тоа не е дискриминација. Каква дискриминација таму се водело? Абе, не сваќат луѓе дека по шибу. Да, ви благодарам, ве поздравувам, а во врска со ова што велите, па ние граѓаните на Северна Македонија, дали би можело да речеме да се примени ваков пример? Имате експедиција, оди некаде, не е битно на Килиманџаро или на Северен пол, како и да е, или, не знам, екипаж на брод, експедицијата таа и таа, не знам, експедицијата од Македонија, значи со граѓаните на Северна Македонија, а во состав на која беа, не знам, 4 македонци, 3 албанци, 1 бошњак и така натаму. И сега тоа се значи тие граѓаните, експедицијата, граѓаните на Северна Македонија, екипажот на бродот,
Северна Македонија беше составен од членови на следните етнички припадници, овие заедници. И тука да се извлече тоа. Инаку тогаш да, ако е така како што велите граѓански, тогаш треба падне сеоба во вода. Кои алијанси за ово и за оно, или не алијанси, мислам етнички партии комплетно и балансери и се. Нема што тогаш сето тоа закон за јазици и слично. Така да и сега, но ете, контрадикторност, ако е контрадикторно и ова по однос на дискриминацијата, државните институции најголеми дискриминатори, а најмногу повикуваат на пријавување на против дискриминација, тогаш истото и ова. Од една страна официјално граѓански концепт, граѓани на Северна Македонија, од друга страна нема повеќе поделено. Овие дали се за Алијанса за албанци, овие дали се за, не знам, партија на албанците, овие дали се за партија за турците или не знам, бошњаците се овие и исто на 2-3 фракции таму или во Европски фронт бошњаци, што ти ја знам таму, се едно, ВМРО, ДПМН, СДСМ, знам и така натаму. И секој е представник на вистинската, односно на сите. Сите велат, ние сме представници на сите од таа етничка припадност. Повелете, добар ден. Добар ден, Исус. Поздрав до вас, да. Ве поздравам. Благодарам исто. Мене не ми е јасно како до сега не се избесија овие патриотиве сите, како што велат преку медиуми. Нели Северна Македонија на пасошот има 2 јазика. Свајцин што викат германците. Аха. Стварно, мене малку ми иритирачки кога ќе кажат дискриминација. Која дискриминација? Ајде, објасните ми вие. Ајде, идите у Мајка Тереза, идите по општиниве, идите кај сакате, нема дискриминација. Ромите ни плаќат вода, ни струја, Црвен крст место на нашиве да дадат, дават на ни пакети со возила носат и ред други работи. Не ги затвараат, кога кривично дело ќе направи го осудуваат условно и ред други работи да не набројувам. Која е дискриминација? Стварно е малку небулозно. Нема дискриминација. Тоа што ние македонците сме корумпиран народ и подмукол и завидлив, тоа никој не ни е крив. Каде бевте вие да се избесете кога се подпишувавте рамковен договор во Охрид? Каде бете ве патриоти? Зошто тогаш не се избесивте сите комплет со се влада? Него сега ми филозофирате преку телевизија, овој ако има бугарски пасош, не тебе ќе те гледа, тој си ја гледа фамилијата, ќе си земе бугарски, утре дента германски и така. Што не е овде јасно? Него ние само нешто да се филозофира, овој ќе потпишал тај референдум. Каков референдум? Не се замислил. Референдум. Кој име ќе вратиш тизме? Ние сме кон Мексико, треба да знае. Ние сме веќе Мексико. Нека си стават прст на чело и секи ги биде јасно. Толку имам да кажам. Мисо, биде ми поздравени, се најдобро. Благодарам ве, поздравувам. И јас само да не бидеме како заливот на Мексико, кој Трамп го избриша од картите на Google, па не е веќе мексикански залив, туку на сад. Тоа е тоа сега, но ние барем имаме папиролошки што како. Може и да е полошо тоа, сме се согласили, ние сме подпишале, а овде не ги ни прашал, бриши, стави друго име. Па не знае човек што е подобро. Ако ви избришат, барем не сте подпишале, си имате документи тие, па кој како сака, нека ве вика. Повелете, добар ден. Исо? Да. Добар ден. Добар ден, повелете. Па не знам како би почнал, ај со последниот. Името ќе го врателе овона. Не може. Името се враќа. Кога ќе влизиш во сите институции, не бранам никого, да се оградам одма. Ни ВМРО, ни СДС, тие продадат државата однатре. 30% ВМРО, 70% СДС. Тоа е моје мислење. На други партии. Добро, како ќе се вратело името? Знам држава, не знам само се, заборавив, стално ја кажував, заборавив се прифати што
што му кажува се направи, отко влезе во институциите, референдум, сакаме да се викаме, не мора Република Македонија, ќе посечам. Нека се викаме Црна река. Пример. Народо гласа, 51% има, Црна река се викаме. Значи, да разграничиме за тоа. Меѓутоа, во сите овие години, приметувам и по телевизии, и по и експерти од албански партии, од вакви, од такви. Единствена националност е контра Македонија, а вистината никош не се борела за Македонија. Ако земиш од 41 до 45, знаеме што беа. Како бре другиве националности сите може да живеа, само ним не му достасува. Кога се бореле за Македонија? Никогаш. И сега наготово држава. Па се сеќава Али Ахмети јавно кој рече, знам политичар кој ми е нуди до Групчин Македонија, ама јас не одбив. Отие сака цела. Така речено. А за да е сака цела, нашите партии го прават. Рамковниот договор со помош на Америка, што ни закаче нож в грб, тоа е рамковниот договор. Ама... Так, истече времето. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Добар ден, почитувани да, поздрав до телевизија 24. Благодарам, повелете. Видете, кога Меркел доаѓаше во Македонија за онај референдумот околу 30 септември 2018 година, дали знаете колку пати употреби збор Македонија и македонци? Јас точно ги гледав клиповите и видео снимките на YouTube и се, проверив, ни еднаш. За господјата Меркел, која бараше да го промениме името, не постоеше Македонија и не постојат македонци. Сега видите, вчера или предвчера кога беше Иван Мирчевски канал 5 со Ана Чупревска интервју и ја праша кои се последиците од Преспанскиот договор. И му изваде на својот мобилен телефон обраќање од новинари, од странски редакции, не знам, северно-македонската репрезентација, северно-македонските политичари. Исто така многу пати и Макрон така ни си имал. Вратено е на Португалка, ми се чини во евробирократијата рече дека има северно-македонски јазик. Така да не е можда и лошо северно-македонците да отворат дружение затоа што се осеќаат дискриминирани. Тоа се оние кои гласаат за СДС, тоа се оние кои ја правеа шарената револуција, но за жал тоа се и оние со български происход кои преку медиуми тврдат дека македонците треба да се обесат, како што еден кажа во 16:20 часот преку вашиот медиум. Се прашува каде исчезна 250.000 македонци во Пиринска Македонија. Ете кои допринесоа да исчезнат тие 250.000 македонци во Пиринска Македонија, како тој странски платеник со български происход. Тој ги елиминираше македонците, за да преку вакви медиуми шири говор на омраза. Благодарам, почитувани. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Исто може една реченица? Кажете, да, повелете. Видите вака, вие набровте, например, со автобусот патуваат од сите националности. Да, да, добро. Северно, албанци од северна, граѓани, албанци од северна, како беше она? Граѓани на Северна Македонија, така? Така. Дали има набројано македонци од Северна Република Македонија? Па значи во состав, да, ова е репрезентацијата на Северна Македонија, граѓани, а во состав тука се толку албанци, толку македонци, толку... Сваќате? Нема, ама во документот, во лична карта и во пасуш, кај албанците постои албанци од Северна Македонија. Кај нас во пасушот пишува ли Северна Македонија, овај македонец? Не пишува македонец. Тука е разликата. Граѓанин на Северна Македонија, а македонец нема. Тоа е таа разлика е тука. Албанец има од Северна Македонија. А добро, прво, дали сте сигурни за тоа? Па 100%. А второ, ако пишува албанец, дали пишува други? Мислам, за другите националности дали пишува? Кај вас во пасушот како пишува? Граѓанин. Така. Ба не ме ни прашал никој. Ниту сум имал можност да изберам.
Што тоа е друго. Кај мене пишува северен граѓанин, нема македонец. Ама не граѓанин на Република Северна Македонија. Граѓанин. Да, тоа ми пише. Сите сме граѓанин, ама албанците сум ги видел, албанец во Северна Република Македонија. Им пишува. Или за сите ќе пишува едно, или на ниеден. Тука е тоа. Ром од Северна Република Македонија. Не вика македонец да рече. Така, благодарам, само велам, не сум сигурен, не можам да тврдам дали пишува за албанец. Или со други зборови пишували за другите националности. Она е што можеме да го потврдаме, велам, мене ми пишува, како што велите вие, граѓанин на Република Северна Македонија. А ниту сум имал опција да изберам. Она што се формуларите за јазик и писмо. Сакате ли латиница, сакате ли, не знам, турски, албански, но во контекст на онаа транслитерација. Српски, како азбука транслитерација, дали е кето Ч, дали е, не знам, на албански XH, Dž и така натаму. Но ова како опција го немало. Дали тоа оди по автоматизам, и ако е така, дали пишува за едните, а тогаш да не пишува за никого друг, и тоа ми е чудно, но ете, затоа велам, треба да се... Би било уште почудно само за едни да пишува, кои да се. Не е битно, или за едни двајца, не знам, за две етнички заедници, за албанци, за роми да пишува, да речеме, за турци да не пишува. Повелете, добар ден. Добар ден. Мисал, како новинар ве ценам. Сакам да испитате и да кажете на телевизија, држава во Европа, не одам подалеку, што зборува двојазичност. Ќе посоцам. 20 пати сум бил Германија, Шведска, Данска, Холандија. Кај што има двојазичност? Во Германија има 12 милиони турци. Повторувам. 12 милиони турци. Да не кажам за другите и Австралија колку има македонци или вака. Дали некаде има двојазичност? Јас знам една држава, јавно ќе кажам да не ме прапудава, тоа е Финска. Има за 5% швеѓани, проверете и ова дека е точно, запишете и проверете. За 5% швеѓани пред 300 години е призната двојазичност. Меѓутоа, толку е занемарливо што тие не го употребуваат. Секогаш албанските политичари се повикуваат на Швајцарија. Ова е второ прашање. Кажете ми кој е швајцарски јазик? Знаеме 3 кантони, 3 јазици. Па што не побара таму четврти јазик албанци, еве таму се најбројни. Значи, овие прашања. Двојазичност каде има? Швајцарија кој е официјален швајцарски јазик. И да побарат таму. Ма кажат, Америка што и помага толку пропајда, свето сега се дели на Кина, Русија, Америка. Па не знам кај ќе бидиме поделени. Не знам кај ќе бидиме. Толку и се извинувам ако грешив нешто. Така, да, ви благодарам, ве поздравувам. Па добро, во принцип малку каде го има тоа, но особено ако се земеат предвид оние држави, страни, така да кажам, кои ни се нам, кон кои ние сме ориентирани, може се најдат многу примери во кои го нема тоа. Да речеме и Балтичките земји, имате области во кои има многу, по принципот на ова, не знам, 20% таму каде што има и така натаму, каде што има многу и многу повеќе од 20% руси. Но немаат, не смеат да зборуваат. Мислам, не има возможено, не смеат, смеат секако. Не е на легално ниво, не е дека е забрането таман работа. Не е двојазично во таа смисла. Или, тоа е, значи, го спомнав како ЕУ. Демократија, слободи и слично. А како САД исто нашиот стратешки партнер, особено ако се земе оној дел
Ете, Мексико го спомнавме, како се избриша заливот на Мексико, тоест не се избриша, сам го избриша председателот Трамп, или барем по негов налога, таму тие служби го избришале. Калифорнија и така натаму, доминантно со хиспано и слично население, шпанско, значи и така натаму, нема јасно. Дури се проблематични, евентуално се двојазичните табли, англиски, шпански, за топонимите, односно називите на местата населени. Но школа и тоа, колку што ја знам, нема. Секако право има кој како сака јасно да си приватно го спроведуваат, зборуваме за државно, за ниво на официјално. Така да тоа се ете да некои од примерите, што всушност пак покажува само дека не треба се земаат здраво за готово примерите, дури и на оние кои ни се пример, кои ни се нешто кон што се стремиме, за кои мислиме дека така треба, затоа што можеби не е така. Ако е ова, како што, ако се раководиме според ова што укажува председателката Силјановска, дека право да биде реализиран како суштество има секој без оглед на припадноста. И дека пред уставот и законите сите мора да сме еднакви. Дискриминацијата не треба да се дозволува. И треба да се санкционира. Тогаш ова што го спомнав се примери на дискриминација. И тогаш ако ние се раководиме според ова, тогаш ќе кажеме добро да ова и многу работи се за нас пример, но ние не се согласуваме со ова или устав кој не признава етнички заедници. Нашиот е поинако, ве ги признава. И ние може да кажеме добро, се друго би е одлично или со многу работи се согласуваме и се пример за нас и еве сакаме и да се консултираме со вас, но моделот е различен. Впрочем, не значи ни нужно дека е погрешно. Еве, дури и со резерва, не мора и да се дискриминаторски тие пристапи. Но нашиот е поинаков. И тоа исто како да сте друга партија. Овој е левица, овој е центар, овој е десница или екстремни лево, екстремно десно и така натаму. И тоа се нивните определби, едноставно тоа е тоа, како, не знам, родова припадност и слично. Не може да кажете, па не чини тој, па тој е маж, ова е жена. И тоа е нивна работа. Како биолошка, па понатаму сега доваѓаме ние до полова определеност. Тоа е тоа, дали биолошки се родила, дали потоа државата му става. Но, како модел, чив устав е прифатлив за нас или модел, ние можеме да го прифатиме, но еве нашиот устав е со признавање на етничките заедници и тоа е, да речеме, како една определба, не знам, политичка партија. Овој кој не го признава е друг вид политичка партија, која нам не ни е толку блиска. Така да и ова велам едноставно, ако не признаваат, односно нема двојазичност во други места, не значи дека не треба да има кај нас, или ако нема признавање на етнички, на малцинства во Бугарија, да речеме, или Грција, не значи дека не треба да има кај нас. Односно, може да има, но тогаш треба го смениме уставот, па кажеме не признаваме и ние, и нема. Повелете. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Ало, здраво и со. Здраво, повелете, да. Да му објаснам на каде одиме на овој внуков на Ибе пали куќа. Значи, многу едноставно каде одиме. Дискриминирани сме од надвор, од душманиве од запад, Англија, Германија, Франција, начелно со Америка и Англија. Дискриминирани сме како цел македонски народ, со уцени да смениме идентитет за да влеземе на светиникат во Европска Унија, преку домашни предавници. Таа е таа дискриминација што ни ја прават. Одиме кон тоа, ако се отвори уставот бугарите да видат натре, рачунајте бугаризацијата на македонците,
и одиме кон тоа Северна Македонија да биде во склопот на голема Албанија, како што има Егејска и Пиринска Македонија, ќе има Северна во голема Албанија. Кон тоа одиме. Предавници од СДС, видовте што направија, освен име, дадоа на ДУИ 12 пратеници да прават што сакаат со државата. Живеевме во апархеид, македонците беа дискриминирани комплетно. Видовте, немаше учебници за македонските ученици, а имаше за албанските од Албанија. Се спремаше терено да се смени комплетно историјата, да бидат комитите, да бидат бугари или Денското востание бугарско и така натака и така натака. Дискриминацијата имаме и отсутство и од обвинителство, важи само за обичните смртници, но не и за богаташите и политичарите. И Ѓоко од село Чашка, двајца без тројца кај што има, вика дека биле затварани овие, он е, мислам, толку стручен, да знае и да тврди дека овие што ги притвораат, дека биле притварани без докази. Да му кажам дека сменил, рече, од ВМРО, отишол во СДС, па ќе фрлал книжка од СДС. Зошто и понатака ги брани предавниците од СДС, што е уништија Македонија? Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Исто се извинувам. Да, повелете, Ма предпоставам. за мала ситна Да, реплика, секако повелете. Мене ми се чудни овие ВМРО-вци. Еве новиот битоло да му кажам како се викаше Средколи, го заборив. Па не знам, мислам дека не се представува. Имам холандско државјанство, момче, немам бугарско државјанство. После 12 години зедов во холандско државјанство. Аха, холандско сте земали. Да му објаснам, да. Да. Јас не сум българин, како ти шо викаш. Јас 2001 се борев за оваа земја, момче, сум ранет, напуштив од полиција и то на висока функција, уж ВМРО кога беше. Еве сега ќе ти кажам за твоите ВМРО-вци многу што се правиш паметни, што ти дават некој ситно денарче овде да се јавуваш. Кога стана, после тоа го ставија Џафери, министр за одбрана, се сеќавате и со? Добро. Тоа Груевски го направи, неговото ВМРО. После овој кога дојде, си го кладе овој председател на собрание. И 600 полицајци што се прима, 70% од тие 600 полицајци се рамковни. Да му објаснам на ова ВМРО-вчето битолско, што нема поима. Јас кога го бранев, тој под Јорган се криеше дома, компир скапан. И сега ќе ми кажува овде филозофија, овој ваков бил, тој таков бил. Западот не ни е крив. Ние сме си криви самите. Во Холандија, знаеш каков принцип има? Исо. И во Словенија. Во Словенија можеш под кирија да користиш, не смееш да откупиш имот, ако си рамковен. Истото и во Холандија. А сите си ги имат правата. Никој не го дискриминираат. Тоа да го знаеш. Све си е во ред. И така си има добра држава и кралство. Кај нас е другчија принцип. Дали ме разбира? Мој, твој, и тука се е поделено и затоа немаме ни слога ни Бога во државата. Затоа сме таков народ. Еве гледате по самата телевизија, медиуми како се напаѓаме еден со друг. А мене не ми е криво тоа што ќе ме нападнат. Јас си ги знам моите вредности. Него тој не си ги знае некои работи од неговата партија. Еве ја му ги кажувам сега да си ги знае. Колку вредат неговите ВМРО и другите. Толку имам да кажам, извинете вака. Поздрав. Да, благодарам, поздрав, но да внимаваме малку со зборовите пресилни да не ги употребуваме. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Кратко, многу очевидно. Значи, само слушам овде, све се зборува само против албанци. Па, треба нешто да биде јасно. Албанците се овде аутохтонен народ. Овде плача данок, а тој господинот што вика албанци, па дај да излеземе во една емисија, например, ја пред дедом ми да донесам документ, како се презивал, како се декларирал и тој да донесе исто. Значи, пред 150 години, да видиме тој како се декларирал, неговата фамилија наназад, како сме се декларирали ние и кај сме живееле. Значи, само тоа. Ништо друго. Фала ви многу. А ви благодарам, повелете и во друга прилика. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Поздрави се, повтор. Да, ете, добре дојдовте, повелете. Искам да ви кажам, мене ме зачудува што каде со Македонија почнува поновно да се развива национализмот. Затоа што е еден од гледачите, не сакам да го спомнам, кажат дека пишувало во лична карта Алварес. Не е вистина. На сите му пишува, пошто јас во полиција работев, на сите му пишува граѓанин од Северна
Па то, јас реков, не сум видел некому да пишува било која етничка припадност, мене не ми пишува. Само без информации на некој начин заговара такви некои забуни во државата, не смееме тоа да го дозволиме. Чудно би било, или тогаш сите други да ги пишува, едни да не пишува, ајде, но само едни да пишува, никога да не пишува. На сите па не некому пишува. Така. Ние сме во Македонија, сите граѓани, дали сме албанци, дали сме турци, дали сме бочанци, дали сме срби и така, сите сме од Република Северна Македонија. Така пишува и во пасошите и во личните карти. Не треба да дозволуваме ние понатаму да се развива национализмот кај нас. Ние сме едни граѓани кои живеат во една држава, каква е, таква е таа држава 85 години. Не е од вчерата држава. Не треба да дозволуваме ние на некој начин да се конфронтираме меѓу себе. Ова е што се прави, ова е срамно за таков човек од 80 кусур години да шири национализам во Македонија, не му чинеле ова, не му чинеле. Сите сме ние еднакви према законот и према уставот на Република Северна Македонија. Ви благодарам. Благодарам и поздравувам. Добар ден, повелете. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Господин Исо. Подршка на претходниот гледач. Две забелешки, значи исто се однесува на македонските пасоши. И во вашиот пасош под графата државјан се опишува македонско, така е, коса црта граѓани на Република Северна Македонија. Да. И кај албанците, и кај бошњаците, и кај србите. Така е тоа решено и сигурно е така во сите пасоши. И друго, поголемиот дел од емисијата се црта на албанците. Албанците се криви за све. Не е точно. Секај треба да се сврсти во собствениот двор. И да се замисли малку каде оди Македонија. Тие две забелешки. Значи, темата е дискриминација, а не албанците. Затоа треба да со најдобра намера да врнете внимание ако е надвор од темата и да се прекине гледачот или вашите вашите гледачи. Поздрав! Да, ви благодарам и поздравувам и благодарам, односно го поздравувам тоа, како би кажал, самоцентрирање, држење правец. Тоа покажува нешто сосема друго, знаете, ако морате со сила да го држите воланот, отидене предницата по ѓавола, што би се кажало, и кога тогаш ќе отиде во ендек. Но ако и кога ќе погледнете настрана, повлече некаде малку настрана, а видите дека потоа сама се враќа на правец, покажува дека е во добра состојба. Затоа велам, многу подобро е да имаме самоцентрирање, што покажува дека го имаме разумот, го имаме потенцијалот и ќе можеме да продолжиме да го продолжиме она што го градиме заедно. Дека насоката е добра и наспроти сето она што впрочем и токму овој извештај го покажува, дека државните институции се најголеми дискриминатори и при тоа дека, како што кажав, и бројот на поплаки е практично сразмерен со бројот на етничката припадност. Најмногу македонци, нешто помалку албанци, па други националности, но сите пријавиле поплаки. А сразмерно на, велам, токму значи избалансирано поплаки пријавени. И без балансер. Покажано дека, се покажува според овој извештај дека токму од таму каде што треба да се балансираат дискриминациите, дека всушност се генерираат. Повелете ако имаме време. А дека ние сме балансирани. Дека токму ткивото, националното ткиво, а тоа е тоа Северна Македонија, сега официјално тоа е етикетата, Северна Македонија Транс, да речеме, на автобусот пишува, е здраво, со сите внатрепатници. А тие што го возат, треба малку да се коригираат. Значи, токму тие малку повеќе државни институции. Ние самите се
коригираме, иако на некоја нерамнина е теке повлечен на една, на друга страна, лево, десно, остануваме во тој некој центар, во таа заедница за сите. И ви благодарам, ве поздравувам, посакувам да имате пријатно попладне. Централниот дневник е во 17 часот. Довидување.